Магија 14.4.2020. Се чувствувам како лош татко секогаш кога ќе избегнам да си играм со децата. Не можам повеќе. Неколку дена сум цело време со нив. Сакам да се посветам на себе, да прочитам книга, да изгледам некој филм, да се избричам. Денес ја почнав играта. Големиот беше маче, малата куче, а јас бев газдата. Чекав да се заиграат и се шмугна во тоалетот. Само таму имам мир и книга скриена под крпите. Ако не ме гледа, знаев дека ќе помине време додека ме побараат, а кога, зашто не е прашање дали ќе ме побараат, купував минути велејќи им дека сум седнат на шолја. Само што влегов, не успеав ни да седнам кога, ете го, кога, ја слушнав малата како плаче. Големиот викна по мене. Молчев. Малата почна да го кажува моето име со незиното високо фреквентен плачлив глас. Молчев. Го слушнав тресењето на стаклото од вратата на ходникот и се понадевав дека ќе се откаже и ќе продолжи со потрагата во другата соба. Тогаш дознав дека надежта понекогаш доаѓа и со чувство на вина. По звукот на кој беше притисната кваката, сватив дека син ми и помага. Самогласките сега беа јасни. А се прелеваше во О, назад во А, па испрекинато Е. За кратко, пискавиот глас одекнуваше во малиот простор во кој се наоѓа. Ја голтнав нервозата и се насмеав сосем малку и реков. Полека, тате, кажи ми што се случи. Просто, ми рече, подавајќи го стапалото кон мене. Го повлеков чорапот, нежно го допрев палецот и ја прашав дали е тој прстот кој ја боли. Ми одговори потврдно. Го пакнав палецот и го вратив чорапот. Ете, ке ти помине брзо. Таа го спушти стапалото на земјата. Одбуми обид да гази целосно со него на подот, па се сврти кон мене и ми рече дека сега може да оди, затоа што и поминало. Со трчање замина код небната. Не имав затворено вратата, кога се врати и ме викна да одам по неја. Се насмеав и станав. Колку и да се мамев себе си дека сум се навикнала ново на станатата ситуација, од ден на ден насмевката ми беше се покисела. Посакав и јас да имам таа детска наивност, или да постои таа магија која би ја шмукнала огорченоста од мене заедно со грижите и стравовите во оваа пандемија. Може би доверувањето е. Може би децата не глумат. А вербата во волшебниот бакнеш кој лечи се е толку голема што болката вистински поминува. Преголем сум да верувам во магија. Занесен во мислите не осетив дека нечии раце ми ја освоиле половината. Пред мене беше сопругата. Се насмевна кога ни се вкрстија погледите. Ме бакна на устата, потоа на вратот, ме плесна по газот и продолжи кон кујната. Ја испратив само со поглед и насмевка. Може би не сум толку стар за да верувам во магија. Ако ви се допадна расказот, не заборавајте да се претплатите на каналот и да го споделите.